Лешочкиот фолкфест деценија и пол ја негува новосоздадената македонска песна и ги собира православните верници во прекрасниот манастирски комплекс Успение на Пресвета Богородица и Свети Атанасие во селото Лешок, и тоа токму во предвечерието на големиот празник Голема Богородица. И оваа година 27 август е датумот на кој што ќе се случи Лешочкиот фолкфест, овој пат во полн сеај во своето 15-то јубилејно издание. Сузана Спасовска, директорка на фестивалот и наша позната естрадна уметничка и првенка во националниот ансамбл Танец, во следниве минути ни ги открива деталите за ова 15-то фестивалско издание на Лешочкиот фест. Сузе, пред се здраво и честитки за тебе, честитки за сите нас за ова 15-то јубилејно издание на Лешочкиот фолкфест. Така е, поздрав до нашите гледачи кои што не гледаат. Оваа година 15-то јубилејно издание, сите сме радосни, среќни, сите оние кои што сме веќе 15 години вложени во Лешочкиот фолкфест. Како да кажам, убаво е кога ќе доживеете некој јубилеј, нели? Дај Боже да има уште 15 и уште не знам колку многу, но навистина е многу тешко да се одржи еден фестивал, посебно во тој дел на нашата мила земја, на Македонија, бидејќи ние сакаме се повеќе и повеќе да се слуша македонска музика на секаде, меѓутоа се соочуваме со секоја година со одредени проблеми, кои што еве досега ги надминуваме и секоја година носиме се поубав и поубав фестивал. Сето тоа благодарение не само на нашата работа и многу труд. И јас и мојот партнер во работата Борче Брзанов се трудиме секоја година да има што поубави песни, што повеќе пејачи, како познати, веќе докажани, мои колеги, звезди македонски, така се повеќе даваме можност и шанса и на помладите пејачи, кои што може би не можат да успеат да дојдат да отпеат нешто на некој фестивал. Ние со сето срце ги прифаќаме и им нудиме можност да се представат пред публиката, пред многобројната публика, и можам да се пофалам. Немам обичај да се фалам, но можам да се пофалам овој пат дека навистина многу звезди македонски кои што денеска се големи имиња, самиот почеток го имале на нашиот Лешочки фолкфест. Тоа и ти го знаеш, бидејќи си од самиот почеток со нас. Јавно ти се заблагодарувам, бидејќи ја даваш поддршката и го афирмираш фестивалот. Ни помагаш во секој момент. Дури и кога имаш понуда, нели, на друго место, ти сепак сето тоа тој ден го одредуваш за Лешочки фолкфест. Така да и оваа година ќе има и нови пејачки имиња и нашите, како да кажам, пријатели на фестивалот. Ќе откриеме ли него од тие имиња? Фестивалот само да кажам дека фестивалот без пејачите, без тие кои што сакаат и уживаат да настапат во тој амбиент, таму прекрасен амбиент, не би бил таков фестивал, бидејќи сите тие доаѓаат пред се да се дружат, доаѓаат да си представат една нова песна и таму нема награди, фестивалот е ревијален, отворен за секој човек кој што ја почитува македонската песна, македонските пејачи. И така и оваа година, може би не можам сите да ги кажам, но ќе спомнам неколку кои што ни се така доста верни сите овие години. Една наша легенда, Круме Спасовски, потоа Перо Христов, Душко Георгиевски, јас сум секоја година таму, секако имаме помлади, Софија Пуровска, Дарко Коцев, Методија Столески, Милица Кузмановска. Ние тука и ни е многу верна на фестивалот. Значи имаме многу кои што Катерина Брезева и Соната, и Буш Ибраимовски, секако дека посветуваме внимание и на оние кои што се од Тетовската околија да бидат присутни на фестивалот, и така и многу други, сега да не заборавам некого, но
оние кои што ќе дојдат ќе имаат можност сите да ги видат, а секако и веќе и овие денови ќе објавиме веќе кои се ќе настапува на фестивалот. Ќе има секакви теми, убави теми, како што и досега имало печалбарски, свадбарски, љубовни, ќе има балади, ќе има повесели песни, значи се нешто што ќе допринесе за убавината на македонската песна и ќе збогати македонската ризница. До сега овој фестивал донел над 300 песни и оваа година ќе го направиме CD-то, освен со композициите кои што ќе бидат на Лешочкиот Фолкфест 2025, на CD-то ќе ги има сите композиции од првиот фестивал до сега. Ја спомена и самата сценографија, односно амбиентот. Самиот Лешочки манастир представува една уникатна сценографија, затоа што се пее на фестивалската сцена која се наоѓа под падините на Шара, наспроти низе, гордо се извишува централната црква Свети Атанасија од овој манастирски комплекс. Влезот е слободен за сите посетители, времето е секогаш прекрасно на 20. Добронамерни луѓе и сите оние кои што ја сакаат македонската песна се добре дојдени секоја година. Сакам да се заблагодарам и на Тетовско-гостиварската епархија, која што тоа ни го овозможува да представиме и наши пејачки имиња и нови песни токму во тој прекрасен амбиент. И сето ова не е само овие 15 години. Пред овој фестивал и пред тоа се музицирало на тоа место, значи постоеше Тетовскиот Фолкфест, а Лешочкиот е само едно надоврзување за една понатамошна работа, за како да кажам, за да се донесат нови песни, но и да се донесат многу нови музички млади имиња на оваа естрада. Сузе и за крај, освен новосоздадените песни кои што ќе се отпеат оваа година на 27 август во Лешочкиот манастир, дали бидејќи е јубилејно издание, ќе имаме можност да слушнеме и нешто ретроспективно од изминатите изданија? Ќе имаме неколку содржини, нешто ќе оставиме и за изненадување, но ќе имаме мало подсетување на неколку години со некои пејачи, потоа ќе имаме подсетување на сите оние големи музички имиња, големи музички легенди кои што не се со нас денес, кои што пред време заминале, да кажам, кои што дури и последните своји настапи, односно својата последна песна, ја испеале на таа сцена. И уште многу други изненадувања, да не ги откриваме сега. Јас посакувам успешна реализација на ова 15-то јубилејно издание на нашиот Лешочки Фолкфест, а уште еднаш ги покануваме сите љубители на убавата македонска новосоздадена фолк песна да повелат во Лешочкиот манастир 27 август, да предвечерието на големиот празник Успение на Пресвета Богородица, почетокот како и секогаш е во 20 часот. Па така, може секој да си дојде и порано, да дојде во манастирот, да си запали свеќа, да си се помоли на Бога за здравје, за среќа, за убавини во животот и потоа да го проследи новиот Лешочки Фолкфест 2025. И благодарам Иренче за се. Сите ние заедно мислам дека правиме една голема работа и оставаме нешто зад себе и оставаме историја. Секогаш со голема чест и задоволство, Сузе, ти благодарам за разговорот, за одвоеното време. Благодарам се срце.